Слабата комуникација со институциите, недоволната упатеност и едуцираност, како и дискриминацијата се само дел од проблемите со кои се соочуваат жените предприемачки при отпочнувањето на своите бизниси. Секогаш наидуваме на дискриминација и како тоа некои бизниси треба да бидат предодредени за мажите. Еве лично од мојата професија да тргнам, секогаш е гледано како треба да биде адвокат маж. Па посебно ако си жена и ако си млада, тука е малце дискутабилно. Значително поголем проблем од овој аспект имаат жените од руралните средини, кои најчесто се регистрирани како жени земјоделки и кои заради неедуцираност не го знаат ни пристапот до можностите за предприемништво. Ова особено во Пелагонискиот регион, кој важи за земјоделски. Она што треба да се направи е поголема ажурност најпрви на јавните институции, односно Агенцијата за вработување, образовните институции како што се факултетите, средните стручни училишта, поголема ажурност и мобилност на локалните самоуправи за да го поттикнат и да го поддржат женското предприемништво. Бидејќи моментот од кога ќе започне аплицирањето до моментот на добивање на грантот за започнување на сопствен бизнис е навистина долг, а во тој период дури жените, има голем број жени кои што се откажуваат, бидејќи административните процедури се многу големи и до крај тие не го знаат исходот од нивната апликација. Според податоците од Националната платформа за женско предприемништво, ситуацијата со компаниите кои ги водат жени оди по надолна линија. Бројот на компании што се отвораат е многу помал од бројот на компаниите кои што се затвораат. Тоа значи дека не се препознава предприемништвото како можност од која што може да се живее и да се заработува, ниту пак ни представува можност опкружувањето за раст и развој на бизнисите во нашата држава. Од оваа национална платформа велат дека кризата се повеќе ги затвора вратите за градење на нови бизниси. Излезот го гледаат во мудрото искористување на глобализацијата на пазарот преку дигитализацијата.